Случајот за Мартин Нешковски, Смилковското езеро и смртта на Никола Младенов, трите клучни бомби со кои серијата под наслов "Вистината за Македонија" го носеше своевремено премиерот до мандаторската фотелја и кои требаше да донесат различна вистина од онаа за која знаеме, всушност не понудија поинакви нови факти. Пред нешто повеќе од 4 години од седиштето на СДСМ, тогаш опозицијскиот лидер ветуваше дека ќе објавил разговори кои ќе откриеле вистината за бруталното убиство кај Смилковци, за сообраќајната несреќа во која загина новинарот Никола Младенов, како и за убиството на младиот Мартин Нешковски. Родителите на 5 момчиња чекаа нова вистина, добиваа СМС пораки лично од Заев, но нова вистина никогаш не добија. Следуваат сензитивни материјали, тоа јас јавно го објавив. Овде е случајот со Смилковско езеро, ако тоа прашувате. Овде е Никола Младенов, што тоа се случило, вистината за таа работа. Овде е Мартин Нешковски, што тоа се случило на тој 6 јуни 2011 година, сабајлето рано, после победата на ВМРО ДПМН. Овде е името и да не ви кажувам се. Молам? Да. Вистината ќе ја споделиме до граѓаните и ќе се случат протести. До крај. Адвокатката на семејствата на убиените деца, Дафинка Ивановска, кажа дека во овие разговори немало ништо суштинско, иако во минатото бил најавуван бум. Ние долго ги очекувавме овие бомби, затоа што најавува, има бум нешто во нив. Меѓутоа, за овие 4 часа, како што видовте и вие, не знам дали имаше таков бум, затоа што нешто суштинско нема во бомбите. Очекувањата останаа големи, ама не се слушна ништо спектакуларно, ниту за смртта на Мартин Нешковски, иако стрелата се впери во тогашната власт на чело со Груевски, но најавите за бомбите ги извадија луѓето на улица да протестираат против тогашната власт. 4 години подоцна ЛЧК ги објави целосните разговори за случајот Нешковски, не оние кои беа монтирани на Бихачка. Разговорот меѓу Груевски, Јанкуловски и другите не ја потврди верзијата на Заев за убиството на Нешковски. Таму се слуша како поранешниот премиер вели дека овој крвав инцидент мора да се расчисти, а сторителот да добие најстрога казна. Јанкуловска пак вели дека полицијата прави се што може да го расветли овој случај. Заев кажа дека бомбите ќе откриеле се и за Никола Младенов, кај јавноста се подгреа сомнежите дека сообраќајната несреќа во која загина новинарот е можеби убиство. На крајот вистината остана старата, тоа го потврди и сопругата на Младенов. Но како што кажав, да бидам децидна во ова, причината за трагичната сообраќајна несреќа во која што загина Никола е брзината. Значи да кажеш дека немаш никаков апсолутно друг немам момент, елемент или сознание? Не, апсолутно. Дека стои нешто покрупно? Не, апсолутно нема. Трите експлозивни столба што му помогнаа на Заев да стигне ни Линденска изгледа беа само популистички алатки. Медиумите ова не го измислуваат, туку фактите зборуваат. Дали сензационализмот и искривените вести повеќе ги користи власта или критичките новинари, пресудете сами.